виртуозно македонско девојче во ваква виртуозна изведба. Вистински начин да ја почнеме оваа вечер и ова наше убаво дружење. Најнапред илинденци, нека ви е честит денот, денот на општината која го носи името на нашиот најголем верски и национален празник Илинден. Честитки! Добро вечер и од мене, што се каже после ваков маестрален настап, ќе уживате час и половина во сето она што нашето најдобро, еве оваа вечер за вас и опреди во најпатриотската општината е општината Илинден, патрониот празник, единствената општина која што го носи името на нашиот најголем верски, нашиот најголем, кој што кажа Јована, национален празник, а и одбележување од 22 години постоење на оваа општина Илинден. Ако некој заслужи општина, тоа е општина Илинден и би сакале наплов за сите жители на оваа општина, која што гордо го носи името на нашиот најголем национален и верски празник. И ова вечер со настапот на нашиот најдобар виртуоз, она што знае да го прави на гитара, честопати мотивите можеби од Илинден, од патриотизмот од Македонија се преокупации во неговите дела кои што ги свири, е да го отвориме ова чествување. 2 август е близу, а Илинден како општина е нешто што дефинитивно заслужува да го почне овој голем празник. Така мораме да кажеме. Мораме да кажеме дека сме воодушевени од овој парк, каде што се наоѓаме вечерва, односно галерија на отворено, како што го именуваше општината, 28 столбови, една тристрана пирамида која пресекува книга, разместени вака прекрасно. Јас и Александар мораме да признаеме дека сме воодушевени од сето она што е направено во општината. Александар ми откри дека своевремено планирал овде и да направи свој или пак да свие свое гнездо, и со право. Навистина е прекрасно. Општината растеше, се развиваше во овие изминати години и она што сега го гледаме е вистинско бегство од онаа урбана џунгла во која што постојано се наоѓаме во градот, во центар, во другите општини, каде што буквално секојдневно живееме во еден хаос. И со право многумина се одлучуваат токму да се преселат овде кај вас, односно да бараат свое место меѓу вас. Верувам дека ќе ги примите овде, во општина Илинден. Со други зборови, Јована сака да каже, не знаете колку сте стекни луѓе што сте свиле гнездо, што сте се родиле овде, далеко од градот, а сепак блиску до него, и него кај Скопје, а сепак имате нешто што многумина во Скопје го немаат, иако нашиот виртуоз пее за главниот град, сепак општина Илинден е дел од главниот град. Јована сакаш да каже колку е убаво, колку е еколошки чисто, колку е мирно, колку е убаво се биде дел од општината Илинден, и вие имате таа привилегија. Мораме да кажеме дека дел од чествување на денот на општината е една голема и важна спортска манифестација. Уште нешто во што навистина општината вложува и со што пропагира вистински вредности, пропагира спорт, пропагира активности за овие млади луѓе, млади деца, млади спортисти кои што имаат место каде што можат да се надпреваруваат и да покажат што знаат, но и да ги, како што кажав, развиваат оние вистински вредности. Со над 750 учесници успешно реализиран спортскиот викенд Илинден 2018 зад нас во рамките на одбележувањето. Ова беше 10-ти јубилеен спортски викенд на општината под мотото "Ние навиваме за Македонија". Велосипедизам, шах, баскет, тенис, атлетика, хокеј, голем фудбал и централен настан на спортскиот викенд професионалната велосипедска трка во должина од 100 километри трофеј Илинден 2018, која што е влезена и во календарот на велосипедски трки на Велосипедската федерација на Македонија и се бодува за купот на нашата земја. Секоја чест за успешниот спортски викенд. И пред официјално да го отвориме овој настан, вредно се каже дека по повод денот на општината Илинден досега има пријавено Јована рекордни 63 крводарители кои што даваа крв по повод патрониот празник на оваа општина, и оние кои што даруваат крв се разбира заслужуваат најголем аплауз. Огромен аплауз и за крводарителите, а да ве слушнам за главниот, ние умееме да кажеме виновник, но всушност одговорен за се во оваа вечерва, градоначалникот на општина Илинден. Ве молам еден голем аплауз за господинот Жика Стојановски, кој што
ќе се обрати на присутните, односно ќе им посакам добре дојде на сите оние кои што вечерва се овде со нас и уживаат. И се разбира, ова манифестација ќе ја означи и ќе ја прогласи за отворен уште една аплауз за началникот на општина Илинден Жика Стеновски. Почитувани сограѓани, драги советници, членови на Советот на општина Илинден, почитувани пријатели на општината Илинден, драги гости. Особено ми представува задоволство што вечерва можам да ве поздравам, да ви се обратам и да ви го честитам патрониот празник на општина Илинден. Илинден 2 август. Воедно да ви го честитам и националниот празник на македонскиот народ и верски празник во овој прекрасен амбиент овде во дворот на Домот на култура Илинден. Би сакал да упатам искрена благодарност до сите наши граѓани, до сите наши поддржувачи и пријатели кои што во изминатиот период, изминатава година дадоа силен придонес за развојот на општината, за развојот на локалната самоуправа, а исто така поддршка на целата локална заедница. Би сакал да се заблагодарам на сите наши сограѓани кои што достоинствено издржаа во сите предизвици и дава сериозна поддршка за развојот на нашата локална заедница. Почитувани, нека е честит патрониот празник Илинден, нека е вечен за многу години, да сте живи и здрави, ви посакувам се најубаво на вас, на вашите семејства дома, да ве следат само убави моменти и да се дружиме за убави работи. Нека е честит патрониот празник и празникот на националниот празник на македонскиот народ Илинден. Нека е вечен и сакајте си ја општина Илинден. Ви благодарам. Благодариме се, разбери, ние посакуваме уште многу години да славиме заедно и многу успешни проекти кои што ќе значат уште поголем раст на општината и уште големи успешни подвизи. А сега вистинско уживање, продолжуваме онака како што почнавме, со многу енергија, со врвна уметност, со најдобрите уметници зад нас, со Латко Стефановски трио. Уживајте!
Добро вечер и од мене, голем поздрав, благодарност до општината и до градоначалникот што не поканија на некој начин да отвориме оваа манифестација, оваа серија на културни настани по повод Илинден и јас да ви го честитам празникот и да ви посакам се најубаво. Инаку на 1 август ние одиме во Охрид и се надеваме дека со музика ќе влеземе во празникот. Голем поздрав од ова трио, дозволете да го представам. Бас свири Джоко Максимовски. На тапани Дино Милосављевич. Моето име е Ватко Стефановски, .com.mk, а ова што следи се вика Сегир. Vratiš, doma da me vratiš. Gledam
вечер и до вас што сте зад нас. Голем поздрав! Jedan, dva, tri, jedan, dva, jedan, dva, jedan, dva, tri, jedan, dva,
Ništa Tapani! Jedva, 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 jedva. Ovo što sledi se vika Kalađijsko oro. Rumba dumba dumba rumba dumba dumba rumba dumba dumba rumba dumba da rum dum dumba dumba dum dum dumba dumba rum dum dumba dumba dum dum dumba.
Това беше халайзийско оро. А ред е да отпееме нещо.
pozdrav i vas pred nas i vam zad nas. Океј, кога сме кај филмските теми, а ова беше филмска тема, да освирим уште една, направена пред 30 на години за еден филм што се вика Шмекер, а оваа тема се вика Кантри. Сакам да ви отпеvam една песна која мислам дека која е за оваа прилика.
zraci sunčevi, svirat nežno gajni kavalir, svirat himni tišini. Od duša da ti gore kanilce, silno sveti greje malo planeće. Od duša da ti gore kanilce, sve tverace go čuvam da ne ugasne. Hvala vi mnogo, prekrasna publika ste, hvala vi mnogo. A preska voditelite zaboravia da kažete jedna prednost na ova vaša opština, ja pomislim se na nezi. Вие сте много поблизко до аеродрома, отколку ние во Скопје. Значи, вие кои ќе слетнете за 5 минути сте дома, а мене ми треба уште саат време да дојдам до дома, така ли? Па одма сте, близко сте тука, да, супер. Сега ќе ви отсвирам својата најпопуларна композиција, затоа што има околу 10 милиони прегледи на интернет. А таа се вика вака. Се вика "Чувам ноќ од будних". Noćas nema te, znaš da je krevet veći bez tebe.
a posle svega isto pitanje, da li me opet čeka na skidanje, kao na straži čuvam noć od budni. Ja sam samo jedan od sinova bludni, pravih se reči uvek kasno sedim, odgovor znam kada ostanem sam, kao na straži čuvam noć od budni. Ja sam samo jedan od sinova bludni, pravih se reči uvek kasno sedim, odgovor znam kada ostanem sam. Сега би сакал да најавам најпопуларната македонска песна на сите времења. Упорно ја свирам повеќе од 40 години и со неа патувам низ цел свет. И таа патува со мене низ цел свет и верувам дека барем малку сум придонел за популаризација на таа песна, а воедно и за популаризација на нашата традиционална музика. Сега би сакал да ја најавам и заедно да ја изброиме оваа песна која се брои во 7-осмински ритам. Инаку ќе ја препознаете темата, нема да ви го кажам насловот. Едва, три, едва, 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 три, едва, 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 три, едва, 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 три, едва, три, едва, 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 три, едва, едва,
го најавам нашиот специјален гостин, поточно мојот 17-годишен син, да се појави на сцената и да отсвири нешто заедно со нас. Дино ќе биде љубезен да му ги отстапи инструментите. Јан Стефановски! Мамурни људи! 1, 2, 3!
вадите снаги останува светот. Океј, Јан Стефановски on drums.
А сега мислам дека е ред, денеска е 26 јули, 55 години од катастрофалниот земјотрес. Ја бев дете и ги памтам тие апокалиптични сцени и навистина треба да се присетиме и да се подсетиме и да кажеме да не се повтори никогаш веќе. Ја памтам и поплавата 62-а, што значи само збори за мојата возраст, која не е така наивна. Инаку, ред е да посветиме, пред 30 на години напишав, заедно со брат ми Горан Стефановски, напишавме и посветивме една песна на тој наш град во кој живееме и ден денес. И да помислиме малку на Скопје со песната Скопје. Гледајте само полниот месец како се проводи под облаците. Сме браќа стари, таква љубов чини пари. Ти ме чуваш, ти ме сваќаш, ти за кусур не ми плакаш.
Много прекрасна публика сте. Имаме прекрасна вечер. Сега и да заврне веќе нема да биде страшно. Се појави месецот, полн месец над Илинден. Yes. И за да завршиме малку по-оптимистично, сега ќе ви отпееме една numera која исто така е жива и здрава веќе 35-6 години. Голем поздрав до овие кои се зад нас. Се надам дека слушате нешто, дека не слушате добро. Се разбира голем поздрав и до овие кои се пред нас, и луѓето од општината, и градоначалникот, и уште еднаш голема благодарност за поканата оваа вечер да ја поминеме со вас. Навистина, уживање беше да се свири овде, овој прекрасен мал амфитеатар, и многу е добро што после оваа свирка ќе се вратиме дома на спиење, нема да мора да одиме во некој хотел. Камења не сме фрлале, од други повеќе не сме грешеле. Со една надеж за трошка љубов, за малку среќа живееме. Песни, стихови, цели фермани, ноќи неспани, солзи солени, со една надеж за трошка љубов, за малку среќа живееме. Не стануваме, а вече пладне е. Тоа е ова, ова е тоа, тоа е тоа, тоа е се. Ау е! Чукливо дрво, истина е, нагоре пролет живи сме. Чукливо дрво, чукли 3 пати, заедно да сме јас и ти. Уште еднаш уживајте во остатокот од вечерта. Уште еднаш среќен празник, да сте живи, здрави и весели. Уште 100 години и повеќе.